Почитувани гледачи, ова е емисијата Виспорт на програмата на канал Вис. Го ја посветуваме на подвигот на Николче Ѓоргиев и во придружба на велосипедскиот клуб Актив од Струмица во чест на или подвигот кој што го направија во чест на Благој Статов, кој што деновиве одбележа 3 години од неговата смрт. Добар ден, добре дојдовте за Николче Ѓоргиев и Кире Тасев. Како сте? Добро утро, добар ден. Добро најдовте. Во секој случај реков еден подвиг кој што го направивте во чест на Благој Статов, една спортска дисциплина дуатлон, нешто пишувавме по порталите, но во секој случај навистина не е мала работа 190 километри да се извозат, да се истрчат и сето тоа во чест на една фудбалска легенда. Чија беше идејата? Ѓоргиев, Тасев, чија беше идејата ова да се направи? За идејата најпрво се вроди, многу одавна зборевме, дали тоа може да се изведе некако, да се најде правилен начин на однос на сето тоа. Идејата повторно се случи пред еден месец, кога дефиниравме дека ќе си доаѓам овде, во Македонија назад. Се вклучи после Кире Тасев, се вклучија целокупниот тим на ВК Актив. И почнавме со разговори, пред се голема благодарност на ВК Актив, на целокупната организација, без нив ништо. И дел по дел почна да се организира се. Не е мала работа. Моја е што јас го остворив и го направив тие 190 км, а другото е целокупната организација, организацијата на целиот тај настан се одговорни клубот ВК Актив. Да, морам да го признам тоа дека Николчо Ѓоргиев живее и работи во Швајцарија. Специјално дојде за овој дуатлон овде во Токму така, да. Струмица, инаку по потекло од нашиот регион. Додека вие бевте во Швајцарија, тоа велосипедскиот клуб Актив и отврдуваше маршрутата, кој се ќе биде активен и вклучен во целата организација, претпоставувам Тасев. Честопати сте со Ѓоргиев, веќе се мапиравте како велосипедски клуб. Тешко ли беше да се организира еден ваков настан, дуатлон во чест на Благој Статов? Па најтешкиот дел го имаше Николче. Да, ама вие бевте по делот пак на организацијата, нели? Да. Во секој случај. Наша цел беше да обезбедиме рутата од 190 км преку Неготино. Така. Значи од тука, од Струмица, тргна по патот за Радовиш до Владевци трчеше, од таму со велосипедот, Криволак, Неготино, Гевгелија, од таму до Удово со велосипедот, а после од Удово, Валандово до Дојран трчеше. Так. Но кога ја примивте вест или кога се правеше таа организација, како најде кај членството, нели сепак не е една мала рута да се, тоа е една обиколка на југоисточна Македонија, јас би рекол, нели со трчање и со возење, како ја примија веста за подвигот на Ѓоргиев и дали имаше интерес да се вклучат. По оние фотографии кои што ги добив, на вистина и може ќе ги прикажеме, доста, едно најмалку десетина велосипедисти беа вклучени во поддршка на Ѓоргиев. Да, големата рута само Николче ја извози, ја истача. Меѓутоа, ние како клуб тргнавме од тука директно за Дојран со велосипедите и таму се чекавме на раскрсница што е за Дојран, Валандово Дојран. Таму имаше и придружба со други маратонци кои истрчаа рутата со него. Значи, да, бевме околу 20-25 луѓе, што беше придружбата. Така. Николче, Тасев ја спомна веќе рутата. Почна кога со трчањето, па до Владевци с трчање, по она што го слушнав? Наутро бевме точни, како што беше и прецизирано. Наутро во 8. Беше стартот до Владевци. 10 километри, некаде, да, можем и да прецизирам, 43 минути, првите 10 километри. После 150 километри со 1010 надморска висина, околу 4 сата и 12 минути, брзо темпо.
тие што беа со мене си знаат како беше, што ме пратеа. И после од Удово, трчејќи до Дојран, тоа беше малку умерено, лично мое, да не дојдам до повреди. Така. Трчевме 3 часа и 8 минути. Бев придружен, како и што рече Тасев. Беше искуство големо и за мене и за нив, сепак пријатно, сложно, убаво, мирно. Така. Учествувавме во помал број, да го испоштуваме законот како што се во рамките Да, што но се оние ковид случува. протоколи, така? Не сакавме да бидеме во поголем број. Здраве живи во следни други години ќе биде подруго. Ако тргнавте во 8 часот, колку цела рута од 190 8 часа точно. 8 часа се 8 возеше часот и беше трчаше. стартот, 16. 16:04 бевме веќе Така, во Дојран. така. 8 часа и 4 минути. Кога ти беше најтешко? Не, со вас оглед дека 8 часа да бидеш физички активен, колку и да биде. И Тасев е спортист, односно велосипедист, но сепак Да. кај вас е можеби повеќе рекреативно како членови на актив, но сепак еден подвиг или пак еден настан од 8 часа не е малку. Не. Најтешкиот момент, разговаравме после се тоа кога се заврши, имаше нешто да се вклучи некои емоции, нешто да се малку да се разговара на таа тема. Најтешкиот момент ми беше на самиот спуст, веќе пред Дојран. Она од кај ги опчили кога се видува Дојранското езеро, Да. предпоставам. Да, задните 3 километри. Така, последните неколку километри до Благој Статов, односно хотелот Да, Статов. да. И веќе доаѓаше дали да застанам, дали да променам некоја размена од трчањето, некои разни други како се вели, односно во самото трчање како да настапнеш на земја и сето тоа. Секако некако пробав и викав, си мислев да откажам, да застанам, не, ајде сега, имав голема поддршка од сите сие што беа околу мене. И во момент ми дојде само една мисла и се реков, абе, легендо, денес тоа за тебе го правам, викам, сега ли треба да се откажам. И пак се вроди, беше Тасо, беше до мене Кире, беше и некој друг, ајде брато, ајде, можеш. И ето тоа се случи. Кире, сега те спомна, каков беше во тие моменти? Предпоставам ова е некаде било веќе 7 часа и 50 минути, 45. 7:45. Тука некаде она кога го фати криза, предпоставам грчеви или тешкоти во движењето. Каков беше Николчо Ѓурѓев? Па добро се држеше, така, од страна гледано. Само што веќе кога стигнавме, кога застане и веќе не можеше Да, веќе не ме да држа стои и емоциите. го државме едно 2-3-5 минути, не знам. Апсолутно. Да, Но не е мала работа. Во секој случај, 8 часа да се биде активен, од кои Да. што 40 километри треба да се истрчат. да. И најголемиот проблем беше можеше можда и побрзо од сето тоа задните 30 километра, али суштината на ова трчање беше силата да ја задржам на самото горнина. Предпоставам пред она од Пред Фурк. Ландово Да. кон Спрема Дојран, Фурк. така, барем она угорнина кој што Таму ако нешто беше да се даде повеќе од сила од ова што побрзо време, можеше да се остане со повреда и да не можеше да се продолжи повеќе. Така, но во секој случај самиот чин дека се трчи за Благој Статов предпоставам дека даде дополнителна сила и Да. енергија. Тешка рута, помислив дека ќе се трча од Гевгелија, оние последни километри од Гевгелија преку Богданци, Ѓопчили тука некаде, Да, како да промена идејата од кај Удово, бидејќи ова е навистина Па угорина. километражата од Гевгелија до Дојран не ни одговараше, така моравме да направиме преку Удово, точно од Удово до Дојран, точно 30 километра. Ни фалеше километража. Затоа И затоа ти додаде уште 5 километри. Да. не 5 беа на велосипеда. 5 беа плюс на велосипеда. Добро, ти тоа го слушнав пред влегувањето во студиото дека плюс 5 километри од предвидената рута. Но како и да е, значи за да се исполни таа квота. Ова е класична спортска дисциплина дуатлон. 2 пати, ако не се лажам, си бил на едно светско првенство. 2 пати на светско, 2018, 2019. И мислам дека во наша земја Кирем поправиме, би се оглед дека ова е атлетика со возење велосипед. Дуатлонот колку се практикува, имаме ли
некои вака турнири, првенства. Не сум сигурен, но мислам дека Мислам дека нема. нема. Не. Ако не се лажам, Николчо го проби ледот на презентација, еве, и во чест на Благој Статов, но и на презентација на оваа спортска дисциплина. Ова нека се вроди идеја за следниве години, нека го пратат преку каналот ВИС, преку медиумите. Во нашите услови, во нашата држава не го нема. Мислам дека има мал триатлон. Да, за триатлон знам, Се одржува, пливање, да. возење велосипед и трчање, но за дуатлон Дуатлон е една од најтешките дисциплини. Дуатлонот е дисциплина која што ја нема не само овде во Македонија и не е дозволено да се одржува во други, во Србија исто ја нема. Тоа не знам како јас да го спроведам, да го искажам. Го имат некој таков систем развиен, дали само го има во Швајцарија. Значи, најтешкиот дуатлон во целиот свет и во светот што се одржува, тоа е во Швајцарија, Цофиња. Тоа е најтешок дуатлон во целиот свет. После го има и на други држави, али овде во нашите новија простори го нема. потешко. Добро, и исцрпувачка дисциплина во секој случај, Дефинитивно. далеку и од маратон, бидејќи ова е правило кај дуатлонот да се трча прво 10 километри, па да Да. се вози 150 километри 30 и на крајот 30 повторно се трчање. трча, да. Тоа е Тоа е правило, правило. нема отстап. Или има Не. Баш дојде до тема, некои луѓе сака да преферира дека може да биде 30, 150, 10 или некако. Ајде прво за по наша желба нека биде така, па вака онака. Не, јас реков од самиот старт кога се видовме уште првиот ден кога се вратив, не наспиен, посветив нема да се видам со луѓето од Век Актив, како ќе биде организацијата со Тасев, со сите заедно. И се разговараше, јас реков, не, јас сакам како е дисциплината така да биде. Фалеше километри и затоа се преведе јас, ајде за 2-3 километри. Не, јас реков да се најдат тие 2-3 километри. Дисциплината вели 10 се трча, 150 се вози велосипед, 30 повторно се трча. И така е во рамките на светско издание. Да, во секој случај дуатлонот е тоа. Тасев, како уште едно прашање. Кој ве пречека кај Статов? Забележав една слика Боро и Мишел беа таму. Да. Поздрав до нив. Сестра му исто. По една фотографија, барем се за тоа прашувам. Сестрата бе од Борис и Мишел, Боркица исто беше тука. Голем дел од сите од Век Актив од клубот имаше луѓе други позадина. Реков, беше во наш створен систем да нема презентација. Поголема гужва претпоставуваме тоа. Да се почитува тоа што пошто ќе се излезе овде пред камери, значи требаше да биде стварно регуларно. Супер беше. Подршка, голем поздрав до Истатов. Сите. Супер. Застана ли некој Тасев за овој проект? Мислам, беше најавуван дека ќе се трча во чест на годишнината на смртта на Истатов. Имаше ли некој кој што застана и сака да ви дадат подршка? Сепак вие бевте вклучени во организацијата или сите си паќавте во собствен джеб? Па не, цела организација беше од клубот. Со оглед нели дека има избори, не ни побаравме средства од општината. Не сакавте да се наметнувате Да, во овој период. Но сепак презентиравте една љубов, посакавте да сигурно, освен оној подвиг во чест на Благој Статов, овај промоција повторно на велосипедизмот, на физичката активност која што ние треба да ја практикуваме. Забележав, освен момци кои што возе велосипед, те придржува и во трчање, ако не се лажам, на последни делница или? Во последната делница, од самиот старт на задните 30 километри ме придружуваше цело време пријател другар. Се придружи Имаше двајца од од клубот двајца од клубот, и една жена. сопругот од пријателот Така, и мојот трча. син. така, супер. Мојот син задните 10-11 километри ме Така. придружуваше како подршка. Така. Тасев, како стои велосипедски клуб Актив? Во последниот период се зголеми ли членството? Ви приоѓаат ли нови членови? Успевате ли да се, мислам, веќе реков дека се мапиравте на спортската сцена, но како течат работите, барем околу промоцијата и на велосипедизмот, тај да не збориме и за она инфраструктура која што долго време очекувате? Па добро, секоја година си имаме ние нашите настани. Плюс додавам уште по некои, сега имавме тура до Велюса,
така за почетници, беше доста посетена. Така, приоѓаат некои кои сакаат да се зачленат, сакаат да возат со нас. Бидејќи сам не е интересно да сам да се вози. Така во група кога возиме Сакате да ја пренесете љубовта кон на велосипедизмот. Она што ми остава впечаток кај вас е дека се уште и понатаму сте рекреативци. Почнувате ли да размислувате за нешто посериозно, односно професионални, или пак, не знам, во Македонија ги имаме ли тие трки, дали е планински или не знам, за тоа сакав да ја прашам. Па да, има трки во Македонија, некои крос-кантри. Меѓутоа, на почеткот имавме некои од формирањето на клубот, имавме некои што се трка, но повеќе сме ориентирани кон рекреативно. Еве, Николче е наш член, он се бави по-професионално, така да тоа индивидуално, кој сака за професионално, не размислуваме уште за... Так. Она што ми остави впечаток е велосипедскиот клуб Актив, не е само возењето велосипед, туку и запознавањето на природата, заштитата на животната средина, постојано се големи промотори на нашите природни убавини. Не знам од каде ги наоѓате тие фотографии кои што ги објавувате, ама навистина имаме прекрасна природа, барем во нашава земја. И поборници сте за да се сочува ова наша убавина во земјава. Нешто ако има Македонија, тоа се планините. Треба да ги посетиш, да ги видиш убавините таму. Так. Ние со сликите искажуваме само дел од убавината. Друго е чувството кога си таму, на лице место, во живо, што се така. Предпоставам имаме погодни. Конфигурацијата одговара за планински велосипедизам, без многу напор или малку повеќе напор треба? Па зависи од планината. Тука кај нас, ги користиме патиштата што се од трактори, од камиони, што се, така да, со благ наклон се они. Апсолутно. До крајот на годинава имате планирано уште некој настан или веќе ги заокружувате полека со оглед дека веќе влегуваме во оној зимски период? Дали имате планирано некој настан да го најавиме пред сако? Па немаме наши настани веќе, меѓутоа одиме до Варварица, сега ќе има. Таму се одиме традиционално, значи некои други настани што ги организираат, не мора да се да земате активно учество, но ние тука до Варварица си одиме. Уште тоа остана за оваа година. Така. Дај Боже, и вие нешто направите, некоја велотура, вака, Беласица 2022 да размислувате веќе. Иако мислам дека знаете да организирате. Ѓорѓе, мислам дека не беше ова прв пат да се трче за... Мислам, да се направи нешто за Благоистатов, ако не се лажам, и минатата година, или како беше? Не, минатата година во марафон. Заради пандемијава, пред минатата година. Пред минатата година беше за Истатов трчење, да, од Струмица до Дојран. Така. Но сега нешто покрупно? Сега нешто во друго издание. Го успеавме, фала му на Господ Бог. Завршивме секако што треба, нема никој повреди, тоа е најважно. Така, така. Здраве да бидеме, сте живи здрави, ќе биде уште многу. Апсолутно. Вие сега сте тука, но ќе се вратите во Швајцарија на работа и таму, нели, продолжувате со животот. Учествувате ли таму во на некакви вакви спортски настани? Еве, рековте 2 години на светско првенство во дуатлон, но предпоставам дека практикувате и полумаратон или не знам, маратон, не знам. Не, никогаш не сум бил на полумаратон. Ги спочитувам сите спортисти на оваа должина и им посакувам многу добри успеси. Тренирам само на полумаратон. Се што е маратон, тука сум. И сум вклучен во маратон, не само во маратон трчење, него сум и посветен и морам да признам најмногу на монтенбајк спортот. Таму сум активно на сите маратони. Планината сепак е најубавото нешто. Во монтенбајк маратоните можам да видам се, можам да вдишам се. Швајцарија знаеме сите, прекрасни планини, Алпите и најголемите маратони се одржуваат и таму. Посветен бев на овие неколку маратони оваа година во Швајцарија поради пандемијата. Бев и принуден, ако не се
Морам да го искажам на овој начин. Ако не се вакцинирам, немам право да учествувам. Така. Така да и јас оставав на мојот став, кој ги спочитувам сите мои пријатели, колеги што се го направиле тоа. Апсолутно. Но ќе има. Тука сме. Сега на крајот на оваа година има повторно уште 2 маратони. Здравје. Забележувам дека и спортските канали, морам да го признам тоа, дека спортските канали некако остапуваат се повеќе простор на тој планински велосипедизам, дури имаше и спустови со велосипеди, па овие, не знам, навистина, мислам дека беше Словенија, Австрија, Швајцарија, дали беше тоа европско, светско првенство и навистина забележувам маса од народ кој што сака да уживе не само доле на целта, туку и по патеката, по оние стрмни како се вика, кривини таму, испили, каде што се мораше да се помине. Имаше народ кој што бодри. Дури поставеноста на камерите ми дава впечаток дека на вистина се одело до таа организација на еден професионален, се до тоа покажува дека оди напред овој спорт планинскиот велосипедизам. Има ли шанси Тасев кај нас нешто вакви да се организираат трки или се уште некако кубуриме со средства кога станува збор за велосипедизмот или велосипедската федерација, не знам како сте, сето тоа треба некако да се поттикне од страна на институциите. Да, кај нас почна веќе и со овие спустови. Не во Струмица, во Битола има веќе се одржават натпревари во спустови, но таму има жичара. Кај нас нема жичара, тоа е голема пречка. Така е. Исто во Прилеп нешто има така, сега организираат. Кај нас членовите повеќе сме за нормално или крос-кантри возење, но сепак ние одиме, еве во Бугарија, сега не е ова година, ама минатата година, помината, таму одиме, нели, жичарата е многу... Апсолутно. Но ако има интерес, се прави, нели? И затоа реков, можеби институциите малку треба да посветат поголемо внимание, бидејќи на светско ниво на вистина се отстапува простор за Значи Македонија е цела со плани, така да тоа е алтернативата на туризмот во Македонија, велосипедизм. Така. Немаме ние море, немаме, нели? Апсолутно. Меѓутоа велосипедизмот се практикува од март месец до октомври, ноември, така да има доста... Но сум гледал и по снег, море. Сум гледал и по снег. До година повторно ќе трчаме здрави живи или какви се плановите или се уште е рано? Да остане во Тајна. Така. Јас ви благодарам, дечки, што бевте дел од емисијата Виспорт. Уште еднаш секоја чест и честитки за успешно реализираниот дуатлон во чест на Благој Статов. Николче, посебно ти, бидејќи ти беше во главната роља, а вам, дечки од ВК Актив, што дадовте подршка во делот на организацијата и бевте подршка кон целата рута на Николче Ѓорѓиев. Верувам дека нашиве гледачи преку видеоматеријалот ќе разберат за што всушност станува збор, иако не е многу далек од мислата дека прво се трчат 10 километри, се возат 150 и се истрчуваат последните 30 километри, некаде едно 7-8 часа активно со занимавање спорт. Благодарност уште еднаш. Ете, така имајте убав ден и пораката е да бидеме сите физички активни, ако не со трчање, со велосипед. Така е, Тасев. Да. Благодарност уште еднаш. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кој што не следевте. Николче Ѓорѓиев и Кире Тасев за последниот подвиг, дуатлонот посветен на Благој Статов од Струмица преку Радовиш, Криволак, Неготино, Гевгелија, па преку Валандово до Дојран. Така, до Дојран пред Истатов хотелот во чест на Благој Статов. Пријатно.